Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, а мој прв гостин во овој отворен појас од отвореното студио е професорот Ванчо Ѓоргиев од катедрата по историја на Филозофскиот факултет и особено важно член на Мешовитата македонско-бугарска експертска комисија за историски и образовни прашања. Верувам и предпоставувате што е поводот за овој разговор, а тоа е фактот дека последниве денови има многу реакции, особено тие почнаа од бугарската страна, за тоа чиф е Гоце Делчев, дека Гоце Делчев е бугарин, па во сите тие полемики до последниве денови веќе се огласија и премиерот Бојко Борисов, денеска реагираше и премиерот Заев, но ние сме вечер овде да разговараме за експертски, што би се рекло, нели таква е оваа комисија околу Гоце Делчев. Професоре, вие сте член на, како што реков, на комисијата. Како ги коментирате реакциите од Софија што доаѓаа деновиве, во кои постојано се повторуваше дека Гоце Делчев се декларирал како бугарин, не знам колку пати, и слично, и доаѓа оној однос каде што тие реагираат дека дури има и реакции да се повлечат експертите од комисијата, значи се дојде до една точка на вриење, иако од самиот старт, на стартот на работата на оваа комисија, се прогнозираше дека најпроблематичен ќе биде овој период, крај на 19 и почеток на 20 век. Најпрвин добро вечер вам и на гледачите на вашава телевизија. На почеток, пред да преминам кон посуштинско навлегување во проблематиката за која што ќе зборуваме вечерва, ќе кажам дека во старт се судривме и соочивме со еден скандал. Зошто скандал? Скандал затоа што станува збор за еден работен документ, во случајот тоа е предлогот од македонскиот дел од комисијата за честувањето на Гоце Делчев, кој што се најде на страниците на една политичка партија во Бугарија. Тоа е, предпоставувам, без да знам, ВМРО на Каракачанов, така? На една политичка партија во секој случај. Не е битно. Кај да е? Кај да е и која е да било партијата? Во случај станува збор за крајно непрофесионален и неодговорен однос од колегите од другата страна, штом документите кои што се работни внатре во комисијата се изнесуваат надвор и се дисперзираат до политички партии во јавност. Се надевам дека ова не било од незнаење и од невнимание, туку дека тоа е исклучиво тенденциозно за да се побара помош од политиката. Така. Реков, ние овде ќе зборуваме со факти и аргументи од оној ваш експертски дел историски, особено што вие целиот ваш работен век ви е посветен на македонското револуционерно движење крајот на 19 и почеток на 20 век. Според мојата проценка од она што читав од реакциите, имам впечаток дека најмногу ги иритира бугарската страна, што македонската страна предлага датум за заедничко чествување на Гоце Делчев да биде 7 октомври. 7 октомври е датумот 1946 кога Македонија ги презима моштите на Гоце Делчев од Софија. Тоа е впечатокот дека овој датум ги иритира. Да објасниме сега. Како Гоце Делчев загинува 903 година во Баница селото. Како се најдоа коските на Гоце во Софија и како завршија во Скопје. За да не разберат сите, граѓани. Најпрвин реакцијата на датумот 7 октомври ми се чини мене, а и на останатите членови на комисијата, дека всушност е само, или реакцијата, таквата бурна реакција за неприфаќање на овој датум, всушност е само фрлање на една димна бомба, или димна завеса, поинаку, за да се прикријат другите нешта и да се скандализираат другите суштински прашања, не само околу Гоце Делчев, туку и околу комплетно периодот кој што се одесува и ја третира таа проблематика, следејќи го Илинденското востание, сите други револуционери, па и периодот потоа до 1944 година, бидејќи тие таа граница ја става тука, ние од тогаш постоиме како да не постои ништо претходно. Ниеден народ не може да постои ако нема процес. Нациите се конструкција
И секоја од нив има свој развоен процес. Но во секој случај, Да, значи, тоа ајде ќе го да ставиме за почнеме подоцна, ние да 903-та. се вратиме. Загинува Гоце Делчев во Баница. Што се случува? Патот. од Баница Ето, до до Софија, па од Скопје. Софија до Скопје. Така. Гоце Делчев загина на 4 мај 1903 година во Баница во судир со османлиските војски, брзајќи на пат за држање на конгрес во Серскиот револуционарен округ, каде што треба се третира прашањето за востание. При неговото погибје, ќе споменам веднаш, дека загина уште неколкумина истакнати и револуционери и водачи, но и некои ја преживеа оваа битка, а селото Баница практично цело беше пеплосано, изгорено. Затоа постојат соодветни релевантни документи, како од османска страна, така и од други дипломатски извештаи. По убиството на Делчев, човекот кој што ја предводи воената единица, тој е Тефиков, османската воена единица, соученик на Делчев од военото училиште, но потоа преминува од Османлиска Македонија, преминува во османска воена служба, издава наредба телото на Делчев да се пренесе во Серес, како и дел од другите убиени, за да се изврши идентификација, согласно нели постојните процедури. Меѓутоа, потоа од вилаетската управа во Солун стигнува наредба убиените да се вратат и да се погребат на местото во селото кај што загинале. На тој начин Делчев е погребан во селото Баница 1903 година. Еден од учесниците во битката во Баница од 4 мај е Михаил Чаков. Тоа е пријател со Делчев. Да. Тој е Близок. војвода во повеќе региони, во Порејско, во Петричко, во Драмско, во Серскиот регион. И тој е заедно учествува и ја преживува таа битка. Истиот тој во 1906 година, знаејќи каде е погребан и постои гробот на Гоце, и знаејќи кој е неговиот придонес во македонското ослободително движење, се погрижил уште тогаш да ги смести на соодветно место, па во таа смисла ги откопа моштите на Гоце и истите се положени во олтарот во црквата во селото Баница. Тоа е 906 век. 906. Под Светиот престол во олтарот во црквата во селото Баница. Со тек на време и развојот на настаните, политичките така како што течел по балканските војни, овој дел од Македонија останува во рамките на под грчка власт и набрзо потоа ни доаѓаат и балканските, првата светска војна. Во текот на првата светска војна бугарски единици, бугарски војски повторно навлегуваат во овој дел од Македонија и тогаш, користејќи ситуацијата, Михаил Чаков, човекот кој што беше учесник во битката, кој што прв пат ги преместил моштите на Гоце во олтарот, овој пат ги собрал и ги однел кај себе. Дома. Ги чува кај себе до 1923 година во Софија. Во 1923 година во Софија се отвара Домот на Илинденската организација. Тоа е организација која што ги обединува преживеаните илинденци и други борци од тој револуционарен период. Го собира нивното наследство, традицијата, митовите, култовите и почнува постепено да создава и своја литература. Во таа смисла се отвора и Дом на Илинденската организација во Софија и тоа се случува на 2 август. Михаил Чаков, токму тогаш, по тој повод, по повод отварањето на Домот на Илинденска организација, претходно знаејќи го настанот, пријавува дека моштите на Гоце се кај него дома. Тој тогаш открива, Да. да речеме. Така. Заради тоа и тој одлучува моштите на Гоце и во соработка со тогашното раководство на ВМРО да се положат во Домот на Илинденската организација. Тогаш е организирана на голема свечена процесија, е изработен специјален саркофаг. Така. Претходно, моштите пред да влезат во Домот на Илинденската организација, се оставени 10 дена во црквата Света Недела во Софија, на поклонение, каде што поминале голем дел од македонските емигранти и соборци, и потоа се положени во специјален саркофаг, кој се чувал во Домот на Илинденската организација се до 7 октомври 1946 година. Ние имаме една фотографија, нели како изгледа саркофагот, да побарам од режијата да да ни го прикажат, го гледаат сега гледачите. Значи,
Тука пишува 1903, 23, помогнете ни на бугарски пишува, но разбирливо Ако е. убаво одовде гледам, го заколнувам потомството, овие свети коски да бидат погребани во столицата на независна Македонија. Значи во главниот град на независна Македонија. Тоа е идеалот, На Гоце Делчев. идеалот на илинденците што преживеале. Моштите на Гоце еден ден да почиваат во слободна, во Во независна главниот град на Македонија. независна Македонија, добро. Да. Сега, како доаѓа од 1923 имаме до 7 октомври, веќе споменавте 1946, значи веднаш по Втората светска војна. Од каде почнува идејата за пренесување на моштите на Гоце Делчев во Македонија, која е во рамките на Федеративна Југославија? Во секој случај Втората светска војна ќе биде уште еден камен на сопнување. Еве патем да кажам Во и тоа комисијата? во комисијата и воопшто во третирањето на оваа проблематика. Меѓутоа ние да се навратиме за она за што сме Да. тука. Има време дотаму да стасаме. Идејата за пренесување на моштите и исполнување на заветот се отвара уште во септември 1944. Зашто? Затоа што ние веќе на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прокор Пчински се одржа првото заседание на Асном прогласување на македонска држава. Тој момент, тој чин им значише на многу од македонските емигранти во Бугарија, како и овде. Сите знаеа која е улогата на Делчев во борбата за македонска државност и од тука уште во септември почнуваат да разговараат меѓу себе членовите на Илинденската организација, во случајот Стефан Аврамов и поранешниот војвода Крсто Гермов Шакир. Тие први почнуваат да зборуваат дека можеби е време моштите на Гоце да бидат пренесени во Скопје, надевајќи се дека тие уште и во тоа време зборуваат, сега можеби звучи рано, но на обединување на Македонија. Добро, но и тој период веднаш по Втората Тоа светска е уште војна, тека Втората светска војна но се и уште во тогаш се тек. преговара со Бугарија и варијантите да влезе во Варијантите Федерацијата. за преговори со Ѓорѓе Бугарија Димитров. поштуват по завршувањето на Втората светска војна, потпишувањето на мировните договори и така натаму. Конкретно се вратиме на Гоце. Прашањето за пренесувањето на моштите се интензивира во 1946 пролет. При тоа идејата е неговите мошти да бидат пренесени и да се поклопи тоа со 2 август. Аха. Со националниот Символиката, празник, така. бидејќи символиката е многу голема, а Илинден веќе уште Двата на Аснон е Илиндена, прогласен, нели, така. така, а Илинден, првиот Илинден, уште на првото здание на Аснон веќе е прогласен за национален празник на Народна република Македонија. Значи требало да се постигне една голема символика и затоа таму уште во пролета 46-та започнуваат преговори. Во прво време од една страна тоа е Илинденската организација во Софија, од друга страна е Народниот фронт во Македонија и по-конкретно Градскиот народен фронт во Скопје. Се разбира, тука се вклучени подосна и владите. Значи И на тоа има едната, и на- поддршка и од Апсолутно, без тоа не би можело сојузната да се власт на случи. Југославија, нели? Апсолутно. Мораме да имаме предвид дека тоа е време кога македонската држава, македонскиот јазик, македонската нација се апсолутно признати со сите своји атрибути од страна на отечествено фронтовска Бугарија, па дури нешто подоцна ќе почне нели онаа идеја, Бледската спогодба, па Тито и Ѓорѓе Димитров за создавање на Балканска федерација, Така. што треба да дојде и до обединување на Македонија. Во секој случај, нели тоа е само општата глобална слика, ја даваме, амбиентот политички, како да ефект. се И сега, пренесат моштите на Гоце во Скопје. Преговори ќе финишираат и, како што реков, Не се успева до 2 август. затоа туку што не стигнале да бидат извршени техничките подготовки, бидејќи треба и да се најде соодветно место и соодветно одбележје. Сето тоа треба да има една голема символика, затоа има и соодветна документација, постои во архивите, од страна на властите и на Народниот фронт е побарано пролонгирање на терминот за пренесување на моштите на Гоце во Скопје, со што се согласува и Илинденската организација. И
Конечно, сите тие подготовки, вклучително и подготувањето на просторот во дворот во црквата Свети Спас. Сето тоа е завршено и е планирано тоа да се поклопи со 11 октомври, денот на почетокот на востанието, антифашистичкото востание во Македонија. И ни 2 август, ни 11 октомври, на 7 е подпишување на протоколот. 7 октомври е подпишување на протоколот. Значи, постојат се формирани работни групи од едната и од другата страна. Од страна на Илинденската организација има акционен комитет, кој што ги води тоа, од овде се формира. Исто така, соодветни работни групи на различни нивоа, задолжен секој за својот дел од работата. На 7 октомври е моментот, или по-конкретно ако сакате и тотално прецизно да биде, во 16:40 попладне подпишувањето на протоколот во Софија, на кој што од една страна се официјални потписници, представници од Илинденската организација, а од друга страна се од новите македонски власти. Имаме и двајца министри од македонската влада кои што учествуваат во преземањето на моштите. Таму е присутен и председателот на бугарската влада во тоа време. Таму се присутни многу илинденци. Значи на високо ниво е целиот чин. На највисоко можно ниво се држат повеќе говори одадена е крајна и последна почит и така натаму, за да потоа следниот ден, на 8 октомври, тргне патувањето на Делчев, значи по 43 години веќе од неговата погибја, да тргне кон престолнината на Македонија. Намерно е смислено и двете власти имаат договорено, поштите на Гоце не доаѓаат од Софија преку Кјустендил за Скопје, туку низ Пиринскиот дел на Македонија и влегуваат на граничниот премин кај Ново село, низ Струмица, стигнуваат во Скопје. Паралелно со тоа, всушност, е подигнат и споменикот кој што ги имаме во градскиот парк Гоце Делчев, негов архитект е автор од Бугарија. Така што, значи, 7 октомври... Таа соработка меѓу македонските и бугарските власти била на одлично ниво, да кажеме. И од тука беше идејата... Да, може ли да видиме, ние имаме еден сет, како бугарскиот печат, режија, ако може, известува за оваа процесија. Еве. И овде он представен Гоце Делчев како, македонски револуционер. Кубаво, да, тоа е саркофагот, првиот саркофаг. Потоа неговите мошти се преземени овде се ставени во друг саркофаг, но во меѓувреме е изработен и споменикот постаментот. Се пренесат во Скопје, главниот град на земјата. Еве како вели долу. За која го даде животот. Седмица дека го дал животот за Македонија, така. Така и во сите документи така натаму, и тоа воопшто не е прашање на разговор. Тоа не треба да биде и не треба. Еве дојдовме се пренесува во Скопје. Не сега, реакцијата од бугарската страна, како што можам да забележам од нивните реакции, е постојано префрлање на тој период на комунизмот. Без малку како Македонија да е коминтерновска творба, како да не си го признаваат они тој период за време на комунистите кога владеат. Токму затоа и на почетокот реков дека приговорите за датумот 7 октомври е нешто кој што ние го сметаме. Прв почетен период на сближување помеѓу два народи, на взаемно разбирање и признавање. Внимавајте, тоа се случило пред 70 на години. Ние денеска спориме, има ли поевропска идеја и пристап од таков предлог? Јас мислам, било кој малку образован човек во Европа кој ќе слушне предлогот и приговорот од другата страна, буквално ќе се смее. Но некои велат, обично се зема датумот на раѓање или датумот на смртта. Тоа е друго прашање. Но вие сега го објаснивте моментот зошто го земате тој датум. Тоа е првичното зближување и тоа да дури на крајот на криштото во предлогот не е кажано дека тоа треба да биде датумот за чествување на Гоце. Во документот кој што тие го објавија, а тоа беше предлогот од македонската страна. Што рековте дека е скандалозен потекот, така. 7 октомври го предлагаме како ден на пријателство помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. Поводот е тоа и таму има додаток. Како и други јубилејни датуми поврзани со овој. Така, но ние видете сега, кога дојде до ова експертско ниво, малку се заостри овие работи. Инаку, предходните 2 години, бугарскиот премиер Бојко Борисов беше тука, се поклони во црквата Свети Спас пред гробот на Гоце Делчев. Премиерот Заев одеше во Бугарија
исто така, значи, Тоа се се политички искажа постапки. политички, ама една желба на затоплување на односите, како што рековте, ако пред 70 години е направено Имало тоа... разбирање. Да, зошто да? Затоа што сега, кога, еве, како што говорите, јасно е дека голем дел од тие линденци биле во Софија, така? Така. Сега, кај дел од реакциите од Бугарија, например, министерката за надворешни Захариева, која вели дека е факт дека Гоце Делчев барем 10 пати лично се декларира дека е бугарин. Тоа не може некој да потврди ако извади некој документ. Предпоставувам, се извинувам, бидејќи реков цел работен век сте посветени на оваа проблематика. Ги имате ли исчитано сите бугарски списанија, не списанија, книги и се поврзано за Се тоа? надевам дека да. Во таа смисла, дали Гоце Делчев, како што вели 10 пати, се декларира како бугарин? Не. Па нека биде и еднаш, еве, дали си има декларирано како бугарин? Први, да се врата малку, тоа е вториот момент што сакам да го Ке се врата објасниме. малку наназад. Добро. Вие претходно споменавте дека тие му дават идеолошки предзнак. Да, овој. на целиот тој чин. Тоа е вториот момент на замаглување во приказката и бегање кој е Гоце Делчев. Ако првиот беше датумот, вториот момент е давање идеолошка одредница. Тоа е комунистичка одлука, тоа е режим, така се Ама однесува во иницијативата е од Илинденското здружение, како што ве разбрав, така? Тука е парадоксот. Ако во 46-та тоа било комунистичката, а не е битното. Станува збор за две држави. Режимите се... 1923-та... Тоа е Илинденската организација. Зарем и тогаш комунистите им наредија на Илинденската организација да остава таква Саркофагот тогаш е напишано, Да. 1923 е оној напис на саркофагот кај што вели се борел коските да бидат пренесени во главниот град на независна Македонија. Токму затоа- Тогаш комунистите не са битни. Сигурно не. Сигурно не. Затоа велам давањето идеолошка одредница, дека тоа е одлука донесена во време на режим кој што е осуден од сите и така натаму, тие не признават таква нешто. Има една друга скриена позадина, бидејќи вие пред малку рековте дека тие третираат македонската нација како коминтерновска творба, Сега не сите, како но дел титовска очигледно форма, од тие како порадикални. сталинистичка форма и така натаму, како не созреена се уште не третираат и сега еве премиерот од Бугарија ни препорача дека треба созрееме. Па јас не го сватив така, мислев и нивната опозиција. Мислам дека со тој момент. толкувањето е Со давањето идеолошки предзнак и призвук на оваа приказна, тие всушност ја негираат на индиректен начин македонскава држава за кој што вела дека е создадена од комунистите од Коминтерната, сака в тој момент, Так, тоа е добро. скриената приказна во тоа. Но гледайте, најинтересно од сето тоа е што тие не збор... Зашто се залагал Делчев? Зашто работел? Која организација представува? Кој е неговиот мотив? каузата за која се бори. Која е каузата? Делчев е роден во Османлиска Македонија, се бори за ослободување на Македонија и добивање на организацијата која што тој ја представува, тој е нејзиниот најголем фронтмен, кажано малку популарно, и најпрепознатливиот лик кој што е вграден во нашата државност, го имаме во нашата И химна. во нашата химна. Апсолутно. Така што секој одирање по Гоце е одирање по нашата државност, по нашата химна и така натаму. Затоа велам ова е повеќе слојно прашање и тешко може нели да се... Добро, доаѓаме се декларира или од каде влечат нели ваквите Ќе ви кажам, ние нивни читаме- ставови дека се читаме- декларирал читаме, бар 10 пати како бугарин. Ние читаме исти книги. Затоа велам дали сте ги прочитали и бугарските? Јас ќе прашувам дали моето прашање е било сега, нели, контрапрашање, дали тие си ги прочитале добро бугарските книги и за време на расправата со комисијата знаев што ќе не очекува и тоа беше очекувано дека овој период ќе биде најдраматичен во работата на комисијата, затоа и понесов дел од бугарската литература. Аха, вие И ти- париравте со сегменти од бугарската литература за Гоце Делчев. Така, книгата Дино Ќосев, писма и материјали на Гоце Делчев. И се разбира колегите од нивна страна, иако не беше отворено прашањето за идентитетот на Гоце, тие го наметнаа. Но, внимавајте, оваа прашање, иако политичките изјави се такви какви што се,
уште пред да почне со работа комисијата, ние имавме серија изјави од различни политички нивоа во Бугарија и провокации. Гоце Делчев е бугарин. Пред секоја средба на комисијата Гоце Делчев е бугарин. А зашто се борел Гоце Делчев, објаснува? Затоа нема ништо. Гоце Делчев е бугарин, вие треба знаете, вие треба прифатите, инаку ќе имате вето. А што има Таа политичка алатка ни беше испорачена уште на првата конститутивна средба. На првата, значи зборувам за минатата година, кога првата средба имаше комисијата, почнаа заканите некоректни, непристојни. од експертите или од политичарите, да Сите разберем? заедно. Се разбира, зборувам за оној дел од експерти што се во комисијата. Да не бидем разбран погрешно, има дел од колегите историчари во Бугарија кои што и поинаку гледаат, луѓе со либерални погледи, поинаку гледаат на тоа прашање. Но да се вратам на што зборувавме од каде информациите. Кога почнаа веќе да се вадат материјалите, посочена е едно-две места каде што има нешто, ама не прецизно одредено. Тогаш беше предизвикан од истата книга, Од бугарскиот автор, така. од истиот автор, од истата книга, објавена во истата земја, во истиот град. Да и читам еден дел, всушност од првото, тоа е и во Софија на првата, односно на претходната средба, во април го кажам, кои се идеалите на Гоце, зашто ние треба преговараме? Која им се кажа? Гоце каде што вели? Во Македонија се развива систематска агитација за едно внатрешно востание. Кој мисли дека Македонија ќе се ослободи поинаку, се лаже и себе си, ги лаже и другите. Ако Македонија може да се ослободи со провокација од 30-40 души уфрлени однад, таа одамна ќе беше слободна државичка. Внимавајте, Слободна Гоце државичка зборува за изразот. слободна држава. Понатаму, во Држава истиот или контекст, државичка, така го... државичка во 2 минути ве кажам. Да, добро, разбирам. Понатаму, продолжува, вика, ако нели тоа не се постигне, ние треба да имаме предвид дека треба да го пробудиме македонецот. Ај сега зашто зборува Гоце? Треба го пробудиме македонецот во неговиот ум, кој што петвековното владење, османско владење го направило македонецот толку дебел во своите сваќања за човекови права. И уште повеќе, Гоце за родова еднаквост, во истото писмо и продолжува и вика, ќе останат и толку невини македонки. Тогаш, дали, ако ги имаме овие моменти, во предвид, нели, кај што имаме комплетно неговата визија за што се бори, дали е релевантно нешто друго што ќе се каже? Понатаму, во друг дел, Гоце Делчев зборува, дали има народ кој што толку страдал од своите синови изроди, колку македонскиот? Зборува и за македонски народ. На друго место, Гоце во истата реченица прави совршено јасна дистинкција меѓу македонски патриотизам во Бугарија и бугарски патриотизам. Што подразбира под патриотизам, пошто денеска имаме многу патриоти и квази патриоти, баш ме интересира. Јас ќе се послужам со зборовите на Гоце. Тој едноставно ќе рече патриотизмот не е патентиран и не е привилегија, нели, со него да се чукате во гради. Но во тој контекст ќе цитирам уште една негова мисла, каде што тој вели: ќе бидете многу наивни ако не верувате на зборовите, гледајте ни ги делат. Во тој контекст сега, бидејќи во Бугарија се крена на вистина. Привршуваме уште 2 минути, ми сигнализира за да заокружи. Да, ова е тема која што нема крај. На дневна Широка, основа се крена толку прашина околу тоа што бил Гоце, а всушност тоа е едно анахроно и ирационално прашање. Ние слободно може да кажеме дека Гоце всушност е човек кој што се родил, работил и живеел за Македонија. Во нивниот предлог, иако ние нема да го објавиме нивниот предлог, ќе се држиме професионално, како што тие направија со нашиот. Ние еднаш сега сите велат бугарин, ние еднаш го нема зборот бугарин. Во нивниот официјал, тоа постојат во записниците, приложени. Така. Само момент. Да. Во нивниот предлог, на еден индиректен начин се сугерираше: потекнуваат бугарско екзарскиско семејство, завршил бугарско екзарскиско училиште, завршил воено училиште, бил Зборувал на бугарски јазик. Само момент. Ништо што работел Делчев. Ништо за организацијата. На крај бил изразител на народните желанија и се борил за национално ослободителното движење во Македонија и Одринска Тракија. А какво? Треба вие да добиете, вие давате одредница. Делчев, неговата организација
работат за политичка автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја со тенденција таа да прерасне во независна македонска држава. Тоа е она, во спротивно. Во одреден период сепак има допирни точки и во многу активности си во Бугарија, веројатно и од тука се влече, но да привршиме, да завршиме. Во септември е следниот состанок на оваа комисија. Ке може ли до тогаш малку да се подсмират страстите и да се разговара со факти, со аргументи? Се разбира на последната средба која што беше така и потензична, всушност и не се многу меки сите. Време, па и летно време уште потопло станува. На крајот на криштото, иако цел ден се разборуваше за Гоце и така натаму, претходниот ден помина во решавање на други прашања, е утврдена и агендата за следната средба. И јас се надевам дека тоа ќе биде така. Меѓутоа, и се сомневам, затоа што слушнам разни стари песни на нови тонови од Бугарија. Од една страна гледам, еден дел од експертската јавност и политичката имаат различни спаќи. Едни барат радикализација, други барат повлекување од комисијата, а трети пак одат со уште порадикални идеи дека треба цврсто да се удри на масата политичката алатка, вето и некако понатаму. Да, јас кога ја правев најавата за содржинава, реков човекот чија мисла е нели дека светот е за културен надпревар меѓу народите, овие полемики добиваат некултурна димензија, некултурна мислам кога вие велите дека вето ќе ставите ако некој не ги прифати вашите услови. Така. Професоре Ѓоргиев, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Мислам дека некои моменти, елементи сепак низ овој разговор ќе им бидат појасни на нашите гледачи, а се надевам дел од овие ваши ставови ќе ги пренесет и бугарските медиуми, па да видиме што ќе следува. Ми беше задоволство. За неколку минути следува централниот дневник на 1 ТВ. Останете со нас.